Почитувани професионални војници, едно образложение во врска и објаснување во врска со утврдената индиректна дискриминација врз професионалните војници, која е утврдена од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Во последниот период стигаат многу прашања што значи тој документ. За тие што не го разбират, ќе дадем едно кратко објаснување. Значи, тој документ е документ кој што ја утврдува индиректна дискриминација врз професионалните војници од страна на Министерството за одбрана, тоест од работодавачот, поради нетрансформирање на работниот однос од определено на неопределено време. Согласно сегашниот закон за работни односи, секое лице на определено време, кој што е вработено на неопределено време, ако работи непрекинато 5 години и 1 ден во една институција, работодавецот е должен да му го трансформира работниот однос од определено на неопределено време. Утврдената дискриминација е токму тоа. Министерството за одбрана на ниеден професионален војник после тоа право од Законот за работни односи не го трансформира работниот однос од определено на неопределено време. Значи, секој професионален војник што има 5 години и 1 ден, работниот однос треба да му биде на неопределено време. Ако си вработен 1 јуни 2002, требало да ти биде трансформиран работниот однос после, со тогашниот закон од 2005, после 4 години и 1 ден, а од 2008 е 5 години и 1 ден. Значи, од 2002 ако си вработен на 1 јуни, тогаш треба да ти биде трансформиран работниот однос 2006 на 2 јуни. Значи, од 2 јуни 2006 па наваму, секој што е бил вработен тогаш требал да му биде трансформиран на работен однос на неопределено време и целиот работен однос до крај треба да му трае на неопределено време. Сега, ако ти е договорот на неопределено време, работниот однос во армијата на професионалните војници не може да им заврши со старосна граница од 45 години. На лице вработено на неопределено време во армијата може да му прекине работниот однос во следните случаеви: со остварување на право на пензија, со прекин, договорен прекин помеѓу лицето и работодавачот, договорен прекин на работниот однос, поради дисциплински прекршок што води до прекин на работниот однос од страна на работодавецот, некој сериозен прекршок, или поради смрт на лицето кое што е вработено кај тој работодавец. Значи, во ниеден случај не може работниот однос да ти заврши на 45 години. Значи, професионалните војници треба да продолжат да се работат до остварување на 40 години пензиски стаж и тогаш да си го остварат правото како и останатиот активен воен персонал. Затоа во документот за индиректната дискриминација е наведена нееднаквост на професионалните војници во однос на другите категории вработени. Сите сме од ист закон, но различни права. Тоа не смее да биде дозволено. Затоа е утврдена таа дискриминација. Ово објаснување се однесува во врска што значи да си на неопределено време и како може да ти заврши работниот однос. Значи, во никој случај работниот однос не може да ти заврши на 45 години. Бидејќи секој што има 5 години и 1 ден, работниот однос мора да му заврши со пензионирање. Тоа е тоа околу објаснување на неопределено време и на кој начин завршува работниот однос ако си лице вработено на неопределено време, тоа е со договор на неопределено време. Ви благодарам на вниманието.